Струмица и Валандово заедно со Свети Николе, Велес, Чаир и Охрид се првите 6 општини кои денеска потпишаа меморандум за соработка во рамките на проектот за зајакнување на општинските совети, што го реализира UNDP и Швајцарската агенција за развој. Овој проект се реализира во важен период на почетокот на мандатот на советите, истакна министерот за локална самоуправа Сухел Фазлију. Овој проект се реализира во време кога им е најпотребен на членовите на општинските совети, на почетокот на мандатот. Значаен е затоа што за прв пат е посветено сериозно внимание на Советот на општината, орган кој што има исклучителна улога како контролен механизам на работата на градоначалникот, но и за развојот на локалната демократија, преку представување на интересите на граѓаните во консултација со граѓаните. На локално ниво се градат основните демократски вредности. Локалната демократија е услов за градење на демократско општество. Токму затоа членовите на советите треба да се луѓе кои што се отворени кон граѓаните, со разбирање на сопствена улога во системот на управување и со информации кои што ќе им помогнат да ја вршат својата функција одговорно и на транспарентен начин. Најголемата одговорност пред граѓаните ја имат токму членовите на советите, затоа што одлучуваат за донесувањето на буџетот, но и за трошењето на јавните пари, за деталните урбанистички планови, за цените на услугите, за работењето на јавните предпријатија во општините, на градинките и на училиштата. Покрај обуките на членовите на советите, проектот обезбедува грантови во вредност од $50,000 за секоја општина за реализација на проекти кои што ќе бидат одобрени во консултација со граѓаните. Исто така обезбедени се и грантови во вредност од $12,000 за општина за развивање алатки за транспарентно и отчетно работење. Во таа насока ќе биде имплементиран и закон кој треба да ја зајакне транспарентноста на општините и другите буџетски корисници, најави денеска министерот за финансии Драган Тевдовски. Ние за прв пат објавивме неплатени преземени обврски на сите елементи во системот на јавни финансии, вклучувајќи буџетски корисници, јавни предпријатија и општини, со пресечен датум 31.5.2017 година. И тогаш најавивме дека ќе работиме на софтвер кој што систематски ќе ги евидентира овие обврски и на законско решение кој што ќе направи обврска на сите да ги внесуваат податоците. Ние завршивме со изработка на софтверот, го имаме и тестиране, тој ќе функционира многу брзо, како што најавив за време на овој настан, во владина процедура, тоа значи дека најкасно наредната недела, во владина процедура ќе влезе законот со кој што на буџетските корисници, на јавни предпријатија и на општините ќе им се наметне обврска редовно да го полнат софтверот, со што Министерството за финансии ќе има податоци кои што ќе започне да ги објавува за состојбата на обврските. Вакво нешто досега од независноста не постоело во Македонија и е сериозен чекор према прво точна евиденција и второ бидејќи ние тие ќе ги објавуваме транспарентност према јавноста, граѓаните. Во првата фаза од проектот, финансиран од швајцарската влада во имплементација на UNDP, опфатени се 6, а до крајот вкупно 24 општини.